почитувани граѓани. Денеска се одржа седница на Комисијата за социјална политика, демографија и млади, која што беше свикана од страна на председателот на собранието Африм Гаши врз основа на членот 126 ставот 3, а со кое решение беше задолжена пратеничката Благица Ласовска од ВМРО-ДПМН да ја води оваа седница. И меѓу другите точки на дневен ред се најде и точката на предлог законот за настраданите, за поддршка на настраданите во несреќата во дискотеката во Кочани и на членовите на нивните семејства, која што во предлогот беше како точка под реден број 12. Меѓутоа се случи груба узурпација на правото да председава со комисијата од страна на колешката Ласовска, со тоа што првично не дозволуваше да има промена на дневниот ред. По нашата реакција дозволи да имаме предлог со кој што точката за законот за Кочани од 12-та побаравме да биде прва точка на дневниот ред и за жал не доби поддршка од страна на ВМРО-ДПМН. Меѓутоа исто така не дозволи да се предложи нова точка на дневен ред, а тоа знаете дека бараме на секоја седница да се предложи точката за така наречениот закон за бранителите. Во однос на ова што се случи на комисијата, во текот на седницата, кога дојде до моментот да се разгледа законот за заштита на предлог законот за изменување и дополнување на законот за заштита на децата, седницата беше прекината. Во изминатиот период имавме постојано барања дека овој закон е исклучително важен да помине за да можат да се лиценцираат луѓе, односно кандидати кои што сакаат да работат во детска заштита, односно во градинки. И денеска се случи нешто што покажа дека немала никаква итност во однос на носењето на законот за заштита на децата, а од друга страна, она што е врвен приоритет, а тоа е помош која што треба да ја добијат семејствата на загинатите и оние членови на нивните семејства и на лицата кои што се повредени, над 250 во моментот во Кочани, со предложеното законско решение да биде прекината седницата и да не се продолжи. Мислам дека ВМРО-ДПМН на секој начин ја отежнува и така тешката ситуација и на Кочани, и на оние кои што настрадаа во несреќата и на нивните семејства, и воопшто не ни е јасно како и зошто пробуваат со едни вакви акробации на деловнички кршења и така натаму, воопшто да не дојде на дневен ред оваа точка на комисијата, а со тоа да не може да продолжи понатамошната расправа во собранието, односно да премине на следното читање. Мислам дека нема поважна тема во државата отколку што е Кочани во овој момент, дека нема никаква поважна потреба од носење на законски решенија отколку законот за настраданите во Кочани. И мислам дека час поскоро треба ВМРО-ДПМН да поддржи, и ние очекувавме дека ова ќе биде точка на дневен ред во кој што сите заедно ќе ја пратиме пораката на солидарноста, пораката на единството и пораката на подавање на рака на институциите кон граѓаните заради тоа што е ова многу потребно. Затоа сметам дека и ние како пратеничка група инсистиравме да ова законско решение се донесе час поскоро, да определиме финансиски средства кои што ќе бидат доделени на семејствата, а меѓутоа очигледно дека тоа не е приоритет за ВМРО-ДПМН. Веројатно приоритет се закони во кои што се менуваат услови за директори за да може да бидат поставени на одредени функции, веројатно приоритет е нешто друго во однос на трошењето на парите
набавки на папаја, на манго и така натаму за државните службеници, а не е приоритет одредување на финансиски средства и законско решение со кое што ќе се помогне на настраданите во Кочан. Благодарам.